Да, само што заврши пред 5 минути средбата одека во старата Скопска чаршија и можам да кажам одамна чаршијата не била волку раздвижена како денеска. По заедничкиот лет од Страсбург за Скопје, Заев и Могерини прошетаа низ чаршијата, се напија и чај овдека во блиското кафеле, друштво им правеа министрите Бујар Османи и Никола Димитров. По дружбата која што на отворено траеше некаде околу половина час, политичарите дадоа изјави, ќе го парафразирам премиерот Зоран Заев, кој кажа дека сега е наше време да покажеме заедништво и одлучност и да донесеме одлука за нашата иднина. Секако насоката најават, односно обраќањето беше за референдумот. За референдумот поддршка даде и Могерини, шефицата на европската дипломатија. Имаше малку подолг говор од нашиот премиер. Меѓу другото, таа кажа дека се обрати кон македонскиот народ, кажа дека клучот на иднината на вашата земја е во вашите раце. Не седете дома, не молчете, затоа што вие сте одговорни за иднината на земјата. Могерини беше прашена од новинарите што ќе му порача и на лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, со кого има закажана средба денеска. Таа кажа дека не сака да се меша во внатрешната политика на нашата земја, но сепак ќе го потсети дека секој треба да понесе одговорност за референдумот. Предлагам во продолжение, доколку се подготвени, да ја слушнеме изјавата на Фредерика Могерини. Like for you, also for me, the horizons are... Исто како што и за вас, исто така и за мене, па и сите во Европската Унија. Сите ние имаме многу јасни хоризонти пред нас, затоа што го споделуваме истото место во рамките на Европската Унија. Ние во Европската Унија навистина очекуваме со нетрпение да ве видиме во рамките на Европската Унија со истата визија и со истата посветеност, да бидете дел од Европската Унија, посветеност која што сите ваши представници, вклучувајќи и владините, па и сите други државни представници, сте ја покажале досега. Могерини денеска кажа исто така дека е многу среќна што е во Скопје. Таа денеска ќе биде цели 4 часа во главниот град. По средбата со Заев овдека во чаршијата, таа ќе оди во вилата Водно, ќе се сретне со председателот Ѓорѓе Иванов. Од кабинетот на председателот кажа дека нема да има изјави од политичарите, дека ќе пуштат само соопштенија. Како што најавив и предходно, Могерини ќе се сретне и со Христијан Мицковски, председателот на ВМРО-ДПМН. Средбата ќе биде во канцелариите на делегацијата на Европската комисија во Скопје. Не знаеме се уште дали Могерини и Мицковски ќе дадат изјави по нивната средба. Могерини ќе замине некаде околу 19 часот, за тогаш е закажан летот за авионскиот лет од Скопје за Белгија, па останува да видиме како ќе заврши до крајот до 19 часот средбата овдека во Скопје.